дојдете на Телма телевизија ако се вклучувате во моментот на оваа фреквенција и ќе кажеме во оброкот на денот нема ништо побаво. Јас ако на времето ја работев утринската на Телма, нели оние кои што баш се конзистентни во нашето следење на програмата, немавме кујна и она што мене ми направи една нова табула раса во животот е што може да ги запознаеме овие наши кулинарски мајстори, дами и господа кои што се толку многу вешти, ама и од друга страна и во нас предизвикуваат нешто најдлабоко за да бидеме уште подобри во кујната. Дали за самите, дали за семејството, дали за пријателите, неважно. Како и да е за оние кои што можеби не сте имале прилика да пробате нешто од низините раце, барем во оние угостителски објекти каде што таа знае да послужи своје мени буквално создадено од своите раце, денес имате вие прилика да се запознаете со нашата Даниела Лазаревска, инаку представники од Slow Food Македонија. Ќе испратиме на една убава сезонска работа во Хрватска, дополнително искуство, ама како и да е ќе биде едно убаво деликатесно уживање, ви ветувам следиме 15 минути со неа. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Ти благодарам за прифаќањето, иако знам дека си периодов еве како што ми соопшти во подготовка за минување во Сплит, така ми викаш? Да. Сепак, ете, на една станица ќе биде и Телма телевизија, и тоа ни помалку ни повеќе. Даниела денеска ќе ни прави како што ни кажа Саше колегата, како велат ако си пошол во Босна. Не си бил во Босна ако не си пробал бурек и чекај 10 касограм и туфахи. Па тоа ќе правиме денеска. Туфахи. За сите оние кои што можеби го сакаат рецептот во својот домашен кувар, тоа денеска ќе ви го возможиме со Даниела. Се спремаме за Сплит, на? Па уште малку. Уште малку? Обично мора да забележам дека доста наши седонски пријатели и соработници заминуваат, ми велиш сега овој пат 4 месечен престој ќе биде? Да. Помалце заради факултетот. Сакав да си ги завршам сите испити што ги имам и ќе одам малце подоцна. Меѓутоа, секако сезоната трае од април, мај, јуни, јули, август и септември, октомври веќе при крај е така, меѓутоа има работа. Данила, ми рече минатата година си го искусила, нели, како местоположба, нели, хрватското крајбрежје. Кој дел исто Сплит беше? Сплит. Да, и чисто ме интересира. Макотрпно знам дека може да биде. Па зависи, некои денови е потешко, но меѓутоа има и денови што е многу полесно, нема многу работа, али тоа се многу малци денови. Претпоставам од сите тие вкупно 6 месеци. И поради факултетските обврски оваа година ќе го скусиш на 4 месечен престој. И тоа ни помалку и повеќе велиш дека во еден од најдобрите ресторани во Сплит. Да. Да? Каде може да те лоцираме? Тоа се наоѓа во Диклицијановата палата, се вика Бокерија. И тоа е еден од неколкуте затворени ресторани, затоа што повеќето се отворени ресторани и работат само летниот период, а овој работи низ цела година. И што е можеби специфично да речеме за ресторанот, она што можеби го научи и да речеме ако по специфика еве ќе излечеш нешто што е многу различно од останатите, поменито, ќе биде црното рижото. Црното рижото. Да. Се состои од со октопод, ракчиња, сипа и имаат еден, како да кажам, посебен нуриз што го готват посебно, значи не е она директно сварено. Нашиот домашен што го знаеме. Да, него го готват со вино, со не знам уште неколку и за некои зачини некои додаваат. Зачини да имаат, меѓутоа тоа ги работат други луѓе што доаѓаат рано по сабајле, ги готват тие ствари, ги препремаат и ние само доаѓаме, така да кажем, на готово. И си го имаме веќе само да ставиш во тава, само да ги подгрееш намирниците што се вели, ама тазе е се. Да, секој сабајле се готви тазе. И да речеме од колку до колку се часовите за една подготовка за таков ресторан кој што е од подобието да речеме на мапата на Хрватска? Па зависи за што се работи, меѓутоа има многу ствари што се готват подолго. Али, например, кога ќе дојдеш, гостинот не чека долго, него максимум 5 минути, зависи што нарачал. Јасно. Ако го идечеш најбалото искуство од работењето во Хрватска, Сплит, ќе биде? Па, мене се ми е предизвик. Се сакам да научам нови работи, нови подготовки, нови јадења. Се ми е предизвик. Се сакам да научам што има таму, например.
Рибите им се... Зборувај ми за тоа. Меѓутоа, малце сум скарана со рибите. Збориш да ги конзумираш ти конкретно Да. или збориш во подготовка можеби? Не, да ги конзумирам Да ги конзумираш. јас. Добро, Мада ги за работам. некои луѓе знае да биде тешко за дигестијата. Во моето обкружување, конкретно јас и моето семејство претенарно понекогаш јадеме. Меѓутоа имам доста дузина пријатели кои што го избегнуваат. Може и поради конкретниот мирис и вкус кој што знае да биде за многумина и непријатен. Како за мене. Али јас како готвач ја работам. Можеш да го Да. подготвиш. Супер. Сега за подготовка на туфахи ни се потребни следниве состојки. Потребно ни е јаболка, кој е основната Продукт. состојка. Така. Ореви и шлак за декорација, мада и не мора. Јаболките претходно се варат во шеќер и Така. лимун и вода. Колку време ми е потребно да речеме варењето? Максимум 5-6 минути. 5-6 минути во завриена вода и излупени. Да, излупени и средината се вади. Да, еве да. Кажи ми тоа буквално на срцевината што се вели. Ја вадите, ја сранувате, ева каде имате баш внатре и простор за да го ставите следниот продукт. Следниот продукт го правам со ореви. Овој пат ставив мед и сируп од урма и малце ванила. Се е здраво овде. Добро. И имам суви ореви што се само изблендирани и помешани се со цимет. И на крај имаме мента. И како декорација мента малце да освежи. Прекрасно. Оставам на твои раце. Ова е рецепт кој што го правите во угостителските објекти каде што си дел или? Во некои од постарите, потрадиционалните го прават. Вака во поновите објекти па и не. Не. Саши, имаш пробано во Босна туфаки? Да? Значи, си бил во Босна. Добре. Така што е еден добар благ деликатес, кој што изобилува и со протеини, да ти можеме ти помогне нешто? Па барам помала лажичка. Помала лажичка. Еве, сме. ти благодарам. Снабдени сме. Значи ги полниме, така Данила? Да, ги полмине. Значи, Супер. Мелени ореви, значи рековме, мед, сироп од урми. да, и малку ванила има внатре. Супер. Екстракт, претпоставам, така? Да, екстра. Супер. Значи, туфахи, ова е всушност и традиционалниот рецепт на туфахи или може да се... Па не е Промене, ова, не? меѓутоа сите го прават различно. Например, оригиналниот се прави со белки, се матат за кремот зборувам, со ореви, со... Мислам, секој си го прави различно. Сега да отидете во еден ресторан или во друг, ќе биде различно секако. Јасно, јасно. Меѓутоа, јас овој дома го правам и решив да ви го кажам. Супер. Добро, со оглед на тоа дека следниот период нема да те имаме физички во Скопје. Здравје Боже следната сезона, нели што се вели, живи и здрави само. Ке ти посакам убаво да си поминеш и Ти благодарам. да успееш да се обидеш да најдеш и простор за време и за тебе, одмор, сигурно Се ќе направиш надевам. некој плажирање. Па, на плажа ќе работам, така да... Имате слободни денови, Данила? Да, Така? да. И како да речеме ти во текот на делата Па си два се или? еден е. Еден е. И тој еден, така, да го добиеш, Јасно. мора да се поддоговориш со колегите. Успеа ама- пример минатата година по завршувањето на сезонската работа да заминеш на некој од другите делови од Хрватска или? Па јас и во сезоната одев Така? во другите, да. Кој те најбав? Ако ги посети Пула, Макарска, не знам сега, Риека? Не, бев во поблиските, Аха. значи бев само во Шибеник Добар избор. и требаше во Хвар да идам, Моето место. меѓутоа немаше време за тоа. Ајде, се надам дека годинава ќе имаш прилика за тоа. Се надев. Идете доста македонци? Уф, има многу. Да, бидејќи имаме доста шефови од Slow Food, баш твои колеги и пријатели, а и нака кои што ни доаѓаат, кои што ги запознаваме постојано, ги комуницираме. Следниот период ни се зафатени токму поради тој сезонски дел од својата професија и работа. На крај декорација со шлаке, претпоставам, така? Да. Супер. Еве сме и тука. Прекрасно. Одлично. Кој е најдобриот рецепт кој што го проба можеби во
Во Сплит? Што ти остана така во Па- сеќавање? Имаше едни тестенини со тартуфи. Меѓутоа црното рижото не јадам риба, меѓутоа тоа ми беше вкусно. Го поднесе некако. Да, тоа ми беше вкусно. Супер. Така да пробувам. Не јадам некои ствари, но ќе ги пробам, може и да ми се засвиѓаат. Например, тартуфи јас не сум јадела воопшто. Тартофите се малку прилично Јаки. нели на, Да. на интензитетот. Јас меѓутоа, тартуфи не сум јадела, меѓутоа толку ми се засвиѓаат тука, така да Што веќе е некако морав да ги да пробам. ги пробаш. Инаку да, нели тартуфите се исто така во бројни рецепти ги вклучуваат и расата лагото ромањолото е една нели раса на кучиња. Се познатите тартуфари Да. и ги ангажираат и велат дека во Италија да набавите тартуфар, поточно лагото, издресиран чини до 10.000 евра, Да. затоа што нели потоа бенефитот е поинаков. Како и да е, туфахито ни е подготвена, Данила Лазаревска и Утринска на Тилма ви позакуваат бон апетит. Ти благодарам што денес беше во Утринската на Тилма. Благодарам. Се надам дека ќе ти остане во сеќавање и ова гостување. Секако. Ќе ти испратам, плажирај се, уживај, фотографии чекам, видеа чекам, затоа што следното Секако. ќе биде нешто таму добар специјалитет. Секако. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Уживајте со туфахи.